Бугарскиот амбасадор Ангел Ангелов при денешната посета во Штип изјави дека е оптимист за спорот Македонија-Бугарија. Според Ангелов, многу е важно во најскоро време да се врати довербата меѓу државите, со што би продолжиле и преговорите. Аз съм оптимист и трябва просто да продължим да работим за това, което и специалният пратеник на правителството на Република Северна Македония, господин Бучковски, говори, с малки стъпки да върнем доверието. Като върнем доверието, ще намерим и формулата, с която да продължим напред. Господин Бучковски работиме много близко, той знаете, беше в България няколко пъти, вижда се с министър Захариева и опитваме с малки стъпки да вървим напред. На новинарско прашање, дали во Бугарија се санкционира говорот на омраза, исто како што е во Македонија, бугарскиот амбасадор со следниот став. Сигналите, които дава нашето правителство, са за да бъде максимално емоцията, която е в момента и от двете страни, да се намали и да влезем в една прагматичен диалог, който ще тушира целият този говор на омразата, за което. Денешната работна посета на амбасадорот на Република Бугарија беше во рамките на идните меѓугранични проекти и соработка, но и предлог за изучување на бугарскиот јазик во образованието. Разговарахме за проекти кои што ќе следуваат во иднина. Разговарахме за дополнителна помош, инвестиција и иновација во нашиот образовен систем локално во нашиот град. Меѓутоа разговарахме и на зближување и збратимување со општините кои што се од суштинско значење. Во духот на добрососедството, во духот на подобрата комуникација, дори дадов предлог кој што до самиот амбасадор дека немам ништо против во нашите училишта факултативно да се изучува бугарскиот јазик, бидејќи секој јазик кој што е познат и е присутен представува основна комуникација помеѓу народите. Освен ова, денешната посета амбасадата на Бугарија ја искористи да подели и 30 социјални пакети на семејствата во социјален ризик, погодени од пандемијата на коронавирусот.